прецизен Ангеловски, втор гол за него. Пела дека е голема надеж на македонскиот ракомет, меѓутоа јас не би се сложил и покрај тоа што се работи за корпулентен играч. Филип Ангеловски успеа да извлече Петковски. Сега Ангеловски, нема фаул. Се играш помалку се домакините. Ракометарите на Златен Даб. И еве убава можност, меѓутоа во статива Блажевски. Останува 7-5. Мини серија на Скопјани 2-0. Но успеа еве да се одбранат сега ракометарите на Златен Даб. Ангеловски. Маринковиќ, новото засилување во екипата. Прави фаул во напад. Дејан Маринковиќ. Негов татко е Драган Маринковиќ. Прославено име на македонскиот ракомет. Трет гол за Александар Ангеловски. 7-6. Криза во играта на Златен Даб. Следиме сепак добра представа ракометна. Стојановски фаулиран од Ојлевски или сепак признан Ангеловски претходно го фаулирал. Фаулиран и Лашковски да му од Јанев. Подигната рака на судиите. Мора брзо да се заврши нападот. Крај голот шутира Филип Ангеловски. Меѓутоа од блокот, топка од Агол. Сега Бозаровски. И тој крај голот. Тайм-аут побаран од домашната клупа. Играта ќе продолжи со напад на екипата на МРК Вардар. Реков, гледаме интересен, допадлив дуел. 7-3 има убедливи плюс 4 ракометарите на Златен Даб, меѓутоа ете Скопје не успеа да се вратат. Резултатски тимот на МРК Вардар, велам, во своите редови имат неколку ракометари кои се позајмени од Вардар Про. Тоа е Јанев, потоа Игнов, Караиванов и Ојлевски, кои што се од дел од нив се од младинската екипа, од младинскиот погон на Вардар Про. Инаку да кажам дека тимот на МРК Вардар до сега во гости има 2 победи, дома 3 победи за вкупно 15 бода. Во претходното коло катастрофален пораз од екипата на Металург. Сигурно дека еве сепак ви должам исправка, значи играта ќе продолжи со напад на ракометарите на Златен Даб. 35-21 во претходното коло во скопското дерби, условно кажано, меѓу Металург и МРК Вардар. Сега ја сопре контрата на Скопјани Бозаровски, нема да има 2 минути. Комплетни се ракометарите на Златен Даб, значи се што може да се каже дека тимот на Златен Даб со серија од тешки дуели во следниве кола. Металург гостува во Прилеп, следи гостување во Битола кај Пелистер. Пелистер си сигурно наострени за поразот на овој паркет. Сега да видиме на повреда се жали Стојановски. Стојановски кој го постигна голот се жали на повреда, прекината играта. Велам, вечерашниот дуел го судат Ѓорги Начевски и Славе Николов од Скопје, делегат на надпреварот е нам добро познатиот Ѓорги Дучков од Гевгелија. 8-7 ново водство на ракометарите на Златен Даб. Стојановски, четврт гол за него, најефикасен
заедно со Александар Ангеловски на спротивната страна, 20 по 4 гола. Минимално водство на екипата на Златен Даб. Се враќа во одбраната Стојановски. Без некои промени во поставата, Томче Петрески по тайм-аутот кратко го видаме на паркетот Дејан Маринковиќ. Со број 10, одлично сега финта на Попов, а фаулиран за 7 метри е Јанев. Пивотот на МРК Вардар. Дарко Јанев. На линијата од 7 метри оди Александар Ангеловски. Прецизен уште еднаш. Втор гол од 7 метри, вкупно 5 за него. Осум. Бозаровски се враќа во игра. Стојановски. Ангеловски сега на спротивната страна. И Стојановски крај голот. Останува 8-8. Ангеловски. Ете ме демантираше, реков дека не се сложувам со констатацијата дека се работи за талентиран играч, меѓутоа ме демантира со серија од 5 гола. Еве прво водство за ракометарите на МРК Вардар. Дарко Јанев, прв гол. 8-9. Има 7-3 ракометарите на Златен Даб, меѓутоа серија 6-1 на Скопјани. Бозаровски турнат, но Стојановски ќе оди до крај. Уште еднаш пожртвувано, 5-ти гол за Стојановски. 9-9. Го искористи невниманието во зоната на МРК Вардар. Куковски, Ангеловски, Блажевски ротира, но ќе видиме удар за вршница на Јанев, втор гол. 9-10. Ново водство за екипата на МРК Вардар. Бозаровски. На позиција на среден бек Стојановски. Ангеловски, Бозаровски лево и десно, но гледаме само голови на Стојановски, Ангеловски и Бозаровски до сега без постигнат гол. Нема гол ниту од Лашковски, барем за сега. Бозаровски одлично, но фаулиран од Попов. Стојановски. Фаул за 9 метри. Бозаровски. Еве го првиот гол на Бозаровски за ново изравнување. 10-10. Ангеловски. Попов. Со фаул му беше оттурната топката на Куковски. 9 метри за МРК Вардар. Попов, Јанев, 7 метри, четврт удар, ќе биде ова од 7 метри за тимот на МРК Вардар. Ударот ќе се обиде да го одбрани Соколовски. А на линијата повторно Ангеловски. 5 гола до сега, 2 од 7 метри. Најверојатно ќе остане на паркетот и по овој пенал. Соколовски, 6-ти гол за Ангеловски. 3 од игра, 3 од 7 метри. Ново водство на МРК Вардар. До Пјачене се враќа на голот.
11-10 водство на Мрака Вардар во дуел против Златен Даб. Сега Петковски од крило и уште еднаш Бозаровски, втор гол на Бозаровски. 11-11. Ке мора да се изблише паркетот, а проблеми со подлогата. Навистина преземено беше се да се приспособи паркетот во универзалната сала, но има сепак и некои технички проблеми со подлогата. Ова коло инако се игра вечното дерби во овие понови услови во машкиот ракомет. Вардар Про Металург сигурно меѓусебните дуели ќе решаваат за титулата. Еве нов гол за Скопјани, Ангеловски седми. Само едно промашување има Александар Ангеловски. 12-11 водство на Мрака Вардар. Ангеловски, Бозаровски, Стојановски, 9 метри. Чадамовски. Тур на Лашковски, 9 метри. Фаул од Куковски. Бозаровски. Филип Ангеловски. Одбрана на Трајковски. Шеста на Трајковски одбрана, но на спротивната страна престап прави, престап на Ојлески. Го забележа тоа Начевски. Ја смирува играта Филип Ангеловски. Интересно што до сега не постигна гол. Него видовме и премногу да шутира кон голот, а сега нова контра на Мрака Вардар. Одбрана на Дупјачанец. Седма. Чадамовски. Гол на Чадамовски, трет. 12-12. На два пати Скопјани промашија чисти зицери за водство од плюс 2. Но еве, казнува конечно Чадамовски. 12-12. Ке подсетам уште еднаш, Златен Даб имаше водство 7-3. Сопрена играта. 2 минути за Лашковски. Непрописно запрен се чини Блажевски. Туркан од капитенот на Златен Даб. Две минути исклучување за петката на домашните. Ангеловски, Попов, Блажевски. Осма одбрана на Дупјачанец. Го одржува својот тим. Навистина блескави изданија имаше неколку Дупјачаници покрај поразите на Златен Даб. Мора да се потенцира дека е можеби најдобриот, најзабележителниот поединец во тимот на Златен Даб во досегашниот тек од сезонот. И еден од најдобрите 3 голмани во лигата според моја прогноза. Не знам колку сум управо. Има во просек според она евиденција која водам за неговото име над 12 одбрани, а против Пелисер имаше преку 25. Тој беше практично јунако за таа победа. Тайм-аут, нов одмор за ракометарите. 12-12. Ова коло Тинекс пролет игра против Винарска Визба Тиквеш во уште еден интересен дуел, а Пелисер го дочекува тимот на Преспа. Сигурно дека бодовите за битолчани не доаѓаат познат прашалник.